Почитувани, добар ден. Стартуваме понеделнички и со цела една работна недела пред нас, со дискусија во која што навистина сакаме да сте вклучени и во поголем број. Она за што ќе зборуваме се секако социјалните мрежи во Македонија, кои што мора да признаеме факт е дека трпат се. Објавите немаат одговорни лица, ама зато имаат неодговорни спонзори. Кој спонзорира емисии во кои се промовира насилство и иселување на жени? Кој би требало да го регулира и да го контролира македонскиот медиумски простор? Јутубери, тиктокери, реалити звезди и останати инстант инфлуенсери станаа примери и ни ги воспитуваат децата. Кој треба да го спречи тоа? Секако, тука ќе ве потсетам дека до црвена линија за оние кои што можеби до сега немале искуство да се вклучуваат во вакви контактни емисии, ги охрабруваме да го направат тоа, особено кога зборуваме за социјалните мрежи, што се може да се види и слушне на нив. Телефонскиот број 0230700005, 5 линии се активни. Задолжително го намалувате тонот на ТВ приемникот, зборуваме само преку слушалка, а тука и ќе ве потсетам да не заследите на Facebook црвена линија, како и профилот на Телма телевизија на Facebook, на кој што ги објавуваме секојдневно нашите теми. Секако тука ќе ве потсетам задолжително да не заследите и на Instagram. Кликнувајќи на Instagram Story, се отвара прозорчето на кое што денес ќе се сретнете со прашањето кое што го поставуваме. А тоа е дали и вашите деца се постојано на социјалните мрежи? Одговарате со да и не. Јас верувам дека во овој момент ќе можете да видите како изгледаме на Instagram Story. Да, тоа е тоа. Кликате и се разбира зависно од тоа кој е вашиот одговор. Имате две опции, да или не. Резултатите секако ќе ги соопштиме пред крајот на ова издание на Црвена линија, а на самиот почеток секако ќе ве потсетам пред се да заследите и telma.com.mk, кликнете на сајтот и секако ќе имате можност покрај тоа брзо и квалитетно да бидете информирани, да прочитате и многу повеќе за она за што ќе дискутираме денес во Црвена линија. Ќе почнеме со насловот, а тоа се лавина реакции на социјалните мрежи и осуда од Здруженијата за човекови права за интервјуто на јутуберот Стефан со Драган Павловик Латас. Исто така ќе ве потсетам да го погледнете и овој наслов, а тоа е дека обвинителството оформи предмет по интервјуто на Павловик Латас со јутуберот Лазаров. Кога сме веќе кај реакциите, еве и што всушност се коментираше кога станува збор за овој подкаст, Божидар Божиновски напиша: "Себе е смешно и може да се релативизира и шамари и како седала стуткана во фичото, додека е туга керка, сестра, девојка. Кога ќе е ваша, на други ќе им е смешно. За жал, а вас па не толку колку сега. Штета што емпатијата е на нула додека не дојде на своја кожа, а тогаш е касно." Денис Арслановски напишал: "Дежурните борци за семејството и децата ниту збор не кажаа за скандалот со најотвореното, јасно и гласно признание за извршеното сексуално насилство и нехуман третман врз некоја девојка. Драгана Спасовска, Златко Вучковски преземи одговорност молчите пред злоделата и нехуманото однесување на Латас и на тој другиот гладен за популарност. Оној што молчи пред вакви признанија за злодела, значи се согласува и ги поддржува истите." Јасна Шоптрајанова: "Прочитајте до крај и да, нека се случат и разговори споменати на крајот. Јас дека стално имам нешто да додадам, ќе додадам и разговори меѓу мајки и синови, меѓу татковци и ќерки, меѓу супружниците, заеднички вистински разговор на целото семејство. Еднородителско, двородителско или 3-4 родителско. Blended family, што би се рекло, каде некогашните сопружници имаат други партнери кои учествуваат во животите на децата и каде односите, замислете си, се цивилизирани, па може дури и пријателски. Ако е надминале токсичноста за која што зборува Сузана." И Боријан Јовановски исто така напиша: "Јас сум шокиран од младиот јутубер кој е толку воодушевен од Латас и неговото имава шамари на жена за сваки случај. Одвратно."
Ете, тоа е тоа за што ќе дискутираме денес. Верувам дека самите вие горе-долу сте корисници и на социјалните медиуми. Знаете со што можете да се сретнете. Актуелни се и подкастите не само во нашата земја, туку и на Балканот, и тоа е новиот медиумски простор, каде и светот нели се користи оваа YouTube платформа со цел да нели создава емисии кои што ќе привлечат публика. Интересно е дека децата денес имаат достапност до се. Па, еве, со вас тоа ќе дискутираме. Како коментирате на тоа дали може да се спречи и некако да се врши контролата што всушност се емитува на ваквите платформи? Ако имаме гледач, одиме со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Јас ќе подсетам 023070005. Добар ден. Добар ден, ве слушаме во црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Вака, вие како да подзаборавате за многу технологија што се случува и ја подценивте технологијата, па и луѓето ги подценивте. И сакате да се спречат некои работи. Знаете ли некои работи што не ги знаете, а сакате да ги научите? Тоа е многу болна страна од кај сите луѓе и вас медиумите, уште еднаш ќе ви кажем, една работа. Дури наша се чудела како можело да се имитува нешто што го нема на ниједна телевизија на земјината топка. Како може тоа да се имитува? Се го пуштил. Дали се слушаме добро? Да. Дали еве вие правите контрола врз вашите деца, еве што следат, како следат на интернет? Тоа е друга работа. Децата што ги надгледуваме, играат. Еве да кажеме, има такви луѓе, денес ќе прошетат и може дома да си некоја игра, некој да ја гледа. Знаете ли го тоа вие во светот? Светиот Дух што сака ќе направи? И ќе ве направи уште пониски и подолни, зашто не сакате да работите ланчано. Тоа е докажано. Ланчаното неработење и самобендисаното, и немам време да ви кажам за овие работи. Затоа Благодарам за јавувањето. Ке подсетам 90 секунди, внимавајте на тајмерот за да не биде дека ве исклучуваме намерно, значи автоматски се исклучува. И ке подсетам во изјаснувањето, односно кога ќе се јавите да го кажете вашиот став, златното правило на црвена линија е да не се користат погрдни зборови, секако не зборови кои што алудираат на насилство и омраза. Одиме со твитот на Димко. Доволно е сите по еден репорт на YouTube и ќе го изгуби каналот доживотно. Да засукаме ракави. Одиме понатаму. И шамар и силување се казниви дела и тука нема дебата. Но во видеово има и приказка за измачување на притвореник, обид за уништување на фамилија, за остварување на политички цели, како и за тоа немаш коментар, нели правдата треба да биде слепа. Одиме со вас, драги мои. Добар ден од црвена линија. Добар ден. Па еве, колку вие водите сметка за нели внуците, децата ваши, што тоа што следат и гледаат на... Не водам сметка, али ја ќе ви кажам едно правило што во Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија постои електронски систем. Кој електронски систем се занимава со овие сите проблеми, YouTube, Facebook, Instagram и така натаму, каде што треба таму да се направи една работа која што треба да се кажи што е дозволено, што не е дозволено. Овде, привидејќи јас 30 години работам во тоа министерство, знам што треба да се работи, али некои луѓе не сакаат да тоа да го работат. Затоа што ќе се попречат сите оние негативни појави кои што треба да допрат до младиот човек, до младот, до детето, а ќе се пуштат оние позитивни работи кои што можат да влијаат позитивно на детето. Тука е проблемот кај нас.
системско уривање на сите оние работи кои што во системот сега ги има, ама некој не ги работи. Затоа јас го повикувам Министерството на вътрешни работи да ја работи работата онака како што е предвидена со законот. Ви благодарам многу. Благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Повторно ќе прочитам еден твит. Вие може да се надоврзете на она што секако го коментираат и твитирџи. А Политико напишал: тинејџерите исто така имаат на дофат филмови и книги како 50 Shades of Grey, тоа е 50 нюанси сиво, 9,5 недели, а што се друго има на интернет да не зборуваме. Детето ти треба да го воспиташ од дома, да знае што е добро, а што не. Добар ден за новиот гледач во Црвена линија. Добар ден и убав ден вам и на вашата екипа. Најубав ден и вам. Сине. Јас се викам Душанка. Така. Еве Душанка, како ги коментирате социјалните медиуми? Џабе ја кога ќе го учам детето кога он излегува од дома и оди со такви другарчиња се воспитува со тие другарчиња, од тоа дете нема ништо да биде. Тоа дете само ќе си талка се додека не падне. Дека веќе се изгуби, не знае кај се наоѓа. Затоа треба оно само да се воспитува. Да гледа дали е тој човек за него или тоа другарче е за него. Ако не, ќе видам еден ден, два, три, па ќе го оценам тоа дете. И ќе зборам, али онака оддалеку. Здраво, добар ден и толку. Зборуваме за тоа контрола врз тоа што може и што е достапно за децата на интернет. Па за децата на интернет они така се учат. Другарчиња заедно и интернет гледаат и тоа од тој интернет они се воспитуваат така како во интернет што пиша. А не како они дома што е воспитано. Оно што цитира, ќе цитира неговото. А ти давај му савет џабе што му даваш. Еве, јас не сум била таква и нема да бидам, али моја другарка, она одеше со сите и на крајот доби што не треба. Добро, благодарам за јавувањето. Одиме понатаму, ќе подсетам, имате 5 линии кои што се отворени. Телефонскиот број е 02307-005. Добар ден, Македонија. Добар ден, секој е добро. Амин и вам. Па, многу сериозни работи се овие, кога деца или млади се оставени така сами без грижа од родителите и да гледаат се и се што по тие фейсбуци, интернети. Но многу поопасно е кога во наше македонско образование пред година-две имаше реагирање од родители на деца во Битола. Една невладина организација ХЕРА добила слобода од Министерство за образование, значи од ова власт сега, од СДС на власт, да прави анкета кај 12 годишни дечиња со многу перверзни прашања. Едно тие беше дали сте имале интимни односи со постари од вас, дали сте биле на таква некоја, дали сте гледале во собликувална или во тоалет. Значи 12 годишни деца со дозвола нова власт, нова министерство да се заведуваат деца во училиште Свети Климент Охридски во Битола, тоа е злосторство од ова власт и министерство ти од ХЕРА. Баш као ова власт порано ги нудеа за идоли, Цеца, Аркан, ова речија, како ја вика другата од Србија, она ше разголена. Значи имаме наши македонски пејачи уметници, со морални карактери, личности кои пеат наши македонски песни, но од дома татко, мајка, баби, дедовци ги обезличуваат своите деца. Благодарам за јавувањето, ќе подсетам, внимавајте на тајмерот. Одеме повторно со Твитер, тоа што е Одеме со Твитер, значи, еве, филозофер има напишано само одследување. А јас секако ќе подсетам дека на интернет дефинитивно подмладокот, односно новата генерација деца имаат своји звезди. Ќе подсетам, тоа се јутубери, тиктокери, реалити звезди и останати инстант инфлуенсери, кои што буквално се нивни идоли на новите генерации. И
сега прашуваме дали всушност тие како идоли на новите генерации се оние кои што всушност го даваат примерот и ги воспитуваат децата. Меѓу другото ќе потсетиме дека и на Балканот имаше многу скандали и секако имаше и трагичен настан во Србија каде што млада јутуберка си го одзема животот бидејќи беше критикувана и напаѓана од нејзин противник на YouTube каде што играле некакви игрици. Како и да е, денес имаме впечаток дека се и се што има на интернет платформите. И еве, она што сакаме да ве прашаме, дали ги контролирате вашите деца што гледаат на социјалните мрежи? Како успевате тоа да го направите? Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Да. Па еве, дали ги контролирате вашите деца што следат на социјалните мрежи? Големица, кај за 3 години. Ама внук има барачок. Тој никој не може да го контролира. Тој што гледа тоа прави. Само тој. Само интернет треба да зацират тие, да целнички, филмови да гледаат децата, па да пуштат со пентички, со нешто. Тоа се направи. А децата што гледаат добра. Дете е дете. Оде се научи на тоа. Они, те, како че се требаат деца, тоа не е тоа. Ја питам, треба прво да се цени, тој ќе ги дава. Дали еве вие следите на YouTube подкасти и емисии? Не. Добро, благодарам за јавувањето. Најверојатно гледачот се исклучи. Добро, нека од гледачите нели своите ставови и видувања ги кажуваат и помалку од 90 секунди. Одиме со нов гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро, во црвена линија сте. Па еве, дали ги контролирате вашите деца што гледаат на социјалните мрежи? Намалете го тонот на телевизорот, затоа не можеме да се слушнеме. Па не знам што со ме. Стишете го телевизорот, целосно изборувајте преку слушалка, подобро ќе се слушнеме. Дали ме слушаш? Јас вас да. Па јас ве слушам, бидејќи еве 5 минути чекам зборува друг наместо мене. И го слушав и него до сега. Така, Па, сега е добро. Јас сум на кратко ќе ви се обратам. Прво, ние на фамилијарска едукација на децата им даваме како што треба. Ова за вас е многу добро, ова е проект што го давате овие дали контролите овие што проектирате за да ако не сме ние, не можете вие да земете плата. Тоа YouTube, TikTok, што се тие никој не може да ги забранува. Колку сакаш контролира, јас му се доведам на таа старата жена. Гледај гроздје до гроздје па се печите. Јас ги имам едуцирано моите деца да не треба да гледат порничи, ми рече, ти рекол тие да лоши работи. Ама што рече таа старата, ти иде на град, ќе се гледа со некој друг дечко, па ќе се види, па ќе тоа никој, ни држава не е крива ни ништо. Чим се излезе, нека гледат, па нека уживат. Тоа немој никој да ги спречи. Или јас сум строг за тие работи, или никој друг. Од дебар се јавувам. Државата не може тука ништо да прави. Па добро, овој ви е ваш проект, за ова се плаќате, добро. Добро. Некоја друга тема поинтересантна, ова не е баш интересантна тема. Секако се создават, тоа се нови генерации кои што имаат нови идоли. Па еве како родители, нормално старатели, ве прашуваме како успевате нормално да внимавате и контролирате што се е достапно до вашите деца, а на интернет навистина има се и се што. Ете, за тоа дискутираме. Одиме повторно со Твитер заедницата, ќе продолжиме со твитот на Нина. Да, и во меѓувреме пред да ве префрлам на Твитер, го гледате тркалото кое што врти, тоа е само подсетување дека не треба да нормално да престанете да следите Телма телевизија, бидејќи по завршувањето на црвена линија ќе си бидам ја во мојата канцеларија, во која што ќе ве причекам секако со добро расположение и можност да освоите навистина вредни и убави награди.
Ама тоа кога ќе биде завртина Телма. Сите вие кои што нели вртите во црвена линија, време е да поразговараме и со вас. Добар ден. Добар ден. Секој добро, во црвена линија сте, па и Благодарам. како вршите вие контрола? 30 на секунди додајте да бидеме по-комплетни. Ајде да почнем со целта на разговорот. Дали децата ги контролираме, што гледат? Мислам дека ова што се презентира на Facebook, по Twitter, по TikTok и по ова, по она, ова е веќе крајно срамно, крајно опасно, крајно штетно, крајно непотребно на децата. Деца се сите имат телефони модерни, на тач што викаат од тие паметните. Овие медиуми се дават се што еротски содржини, порнографски содржини, какви ли не, а деца се, зарем тоа треба да го гледаат децата. Кој се интересира и кој дај нека најде тоа да го види. Кој не сака, не мора детето да му се кажува уште од 5 години дека ова постои, дека она постои. Да не кажувам што се постои, знаат сите што постои. Срамота е за овие генерации што настануваат. Инаку, другата тема беше... Па ите за тоа зборуваме, дали сметате дека треба да се врши некаков надзор и контрола? Ако ме прашате ќе вртите времето, затоа реков, овие за бомбиви што се по училиштава што се кажуваат, мислам дека тие бомби полицијата помага, дали првиот или вториот полицајец за полицијата. Добро, благодарам за јавувањето. И понатаму се разбира, остануваме со 90 секунди, ќе подсетам црвена линија така одлучи со цел нели да имаме повеќе простори, можно за повеќе гледачи да се вклучат и секако да ви има повеќе да кажете и слушнеме различни видувања. Добар ден за новиот гледач или можеби гледачка. Здраво. Здраво. Па еве да прашам како вршите вие контрола доколку имате деца што следат и што гледаат на интернет? Вака сега, искрено збориме, треба децата мене да ме контролираат, јас што гледам. Значи, јас што гледам, некои работи не се за коментар, али пуста радознавост интересира да видиш. Иначе, не е добро многу работи што ги гледам. Децата се како книга непишана, и преку ова интернет чудо им се пишуваат погрешни информации во глава, а родителите се преtežно запатени со работа со обички, така да немаат време да посветуваат внимание на зборам за маливи деца. И тоа што го гледам ја, значи и они го гледаат гарант, само нормално свар се кријат, се прават наиграни. Нека отварат очи родителите максимум што гледаат нивните дечиња. Ти има свашта. Гарант да ти наметнал моје мислење, ама гарант ти си налетала на некои работи кои дори ќе ти се превртат цревата. Така на интернетот буквално има се и се што. Да. Иначе не може да ги запреш или ја би драге волјама се ете во ваква епоха живееме во ваква ера каде што нема шанси да ги запреш. Поздрав летно. Благодарам за јавувањето, секако продолжете да не следите и понатаму. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам, во црвена линија сте. Ви благодарам. Прашањето што ви е поставено, може малце да го свртиме наопаку. Кој ги контролира и воспитува родителите? Што се однесува за социјалните мрежи. Така. Пошто е пред малку вашиот гледач што се јави, родителите биле зафатени, знаеме дека родителите се зафатени. Меѓутоа и кога не се зафатени, дали се дома, дали се во друштво, дали, значи на било која на било кое место да се, они се нон-стоп на телефоните. Децата до нив, они со нив на телефони. Комуникација никаква. Па како тој родител ќе го што ќе го воспитува тој родител своето дете? Ова што
социјалните мрежи и зависноста од компјутери и од телефони, значи ова е веќе медицински проблем. Ова треба веќе има тоа од години назад збореа за компјутерска зависност. Ние веќе станавме зависници, заборавивме да зборуваме со деца, со роднини, со пријатели, на плажа мобилни телефони, на свадби мобилни телефони. Сите се на телефоните и ја не знам кој од кого да бара воспитување и кој кого да контролира. Сепак треба малце самосвест. Така, благодарам искрено за јавувањето. Ке посетам, само внимавајте на тајмерот 90 секунди, но секако ако сакате нешто да дополните во наредни 90 секунди, отворени сме во текот на ова издание, можете повторно да завртите. Добар ден. Така е, да се намали тонот на телевизора. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Најверојатно се исклучи гледачката. Добро. Ајде да одиме сега повторно на Твитер. Не случајно ги издвоивме овие твитови со цел да можете и вие да се надоврзете и коментирате и во однос на она што ја го пишува Твитер заедницата. Нина напиша следно. Гадно. Да беше ова у некоја друга држава, дома полиција ќе му дојдеше. Дали имаме гледач? Добро, додека сме во очекување на вклучување на нов гледач, ќе продолжиме и со твитот на Балетан. Напиша: аман бе луѓе, држава вакакирана, луѓе немаат лек за болест, 50 денари покачување на пензии. Вас најголем проблем ви е латас и што лошо кажа човекот што се случувало пред 30 и повеќе години. Што се правите сите невинаши? Вака да реагиравте за промена на името, може и ке бевме држава. А ние остануваме црвена линија и време е да слушнеме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Добар ден, ако сум на линија. Секако на црвена линија сте, повелете. Благодарам. Па вака, јас прво да кажам дека јас, значи моите деца се сега повеќе од 50 години и така да не сум имал можност да ги контролирам и момент само. Добро. Значи, не сум имал можност моите деца да ги контролирам, затоа што таква техника во тоа време не постоеше. Но вашите деца имаат деца, верувам. Социјалните мрежи се толку активни, каде што може да се види, да се прочита, да се на слика, да се се може да се види и затоа, значи, фактички да се делува најнегативно на нашите деца. Меѓутоа, одека ќе земам прво родителите, второ училиштата, значи и медиумите да се вклучат, да не дозволат децата да тргнат по стран патица, да одат по ќорсокак. Значи сите да се ангажираме да им помогнеме на децата. Затоа што преку овие наши социјални мрежи децата одат, значи што се вика во најнесакани, стануваат, значи проститутки, стануваат лопови, стануваат што се вика недомаќини, ама сите пороци кои што се, значи, се зјавуваат, значи сите ги на нашите деца им делуваат. И затоа сматрам дека, значи, треба да најмногу сите да бидеме ангажирани и да им... Така, благодарам многу за јавувањето. Добар ден. Дали се слушаме? Одлично ве слушам, сигурно и вие ме слушате. Да, повелете. Прв пат се јавувам во црвена линија, ме заинтересира темата. Да ви кажам искрено, јас главната кривица ја наоѓам во младите родители, сегашни млади родители. Значи, ако отидете во парк, било каде, прво и основно детето уште не тргнало во прво оделение, се шета со телефон, игра игри, стиска некаде. Зашто? Затоа што и тие истото го прават во исто време. Ако отидете во парк, буквално децата ќе си ги изгубат мајките стискајќи по Facebook по едно по друго. Значи, насоката е битна.
Не знам како да ви кажам, тие млади родители, тоа дете уште од најмала возраст, ако го упатат, да знае да прочита некоја добра книга со него, да му прочитаат сликовница, да го запишат некаде на спорт, да му го пренасочат вниманието, да му го исполнат неговото животно време, така да кога ќе дојде од училиште, да отиде на спорт, да има лектира да прочита. Не може да седне на социјални мрежи да гледа, мислам, секакви глупости. Мислам дека основното е во младите родители, затоа што нивната сфера на интерес е баш сите овие интернет работи што вие ги кажувате. Да им биде полесно, да имаат и они време и децата истото го работат со нив. А исто и за медиумите. Децата што ќе научат од медиумите, кажете им кога буквално од 24 сати, 15 сати имате турски серии, секој втор шета со пиштол во рака. Така, благодарам многу за јавувањето во црвена линија и секако ќе ве охрабрам да не биде и последен пат да се јавите во црвена линија и да станете дел од секој издание. Се разбира, зборуваме на најразлични и секако можни актуелни теми и избеднувања. Ајде да одиме повторно на Твитер. Рикер МК да напише: пајте сите да му го пријавиме каналов на YouTube за промовирање на сексуално насилство. Секако на YouTube и постои можност за оние кои што следат содржини од YouTube, тоа важи и за останатите социјални платформи, да кликнат и знак за репорт, односно да пријават нешто што е несоодветно. Тоа се дел од тие полиси за заштита на ваквите канали. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Јас ќе потсетам, значи, да зборуваме само преку телефонска слушалка. Телевизорот мора да биде намален, 5 линии имаме активни отворени, така да не мора да чекате предолго. Она за што зборуваме е всушност интернет содржините и новите звезди и идоли на новите генерација. Тоа се едно чудо, јутубери, тиктокери, реалити звезди, и доволно да споменеме дека на интернет дури и малолетната публика на која што е достапно се и се што, меѓу другото, како и доле се случува и да ги ставаат децата на разни предизвици кои што може да бидат и погубни. А дете како? Дете се разбира, гледа и прима се и се што. Добар ден. Ало, добар ден, убавен. Вие сте во црвена линија, па еве, како ги контролирате доколку имате деца, што следат и како следат на интернет? Вака, јас ќе бидам многу краток, затоа што секундите се секунди. Едно ќе кажам, јас сум родител на возрастни деца, но имам и внук. Така. Пред се би рекол, значи децата до 5-6 годинки доека направат мобилни таблети аут. Има други играчки и помагала, значи играчки, каде што они ќе можат да учат и научат нешто. Тоа е мојот став, личен. Не зборувам за општо. Личен став. И јас така на моите деца, тоест на мојата ќерка, и го велам истото. Значи, тато, дај му, нека игра, да, нека трча, нека паѓа, што сака нека прави. Телефон, таблет, тргни му. Дај му други играчки. Со тоа, ја верувам, јас верувам во тоа, дека децата не треба од 2-3 годинки да имат телефонот. А ова што и претходно коментираја, дека мајка, татко, не знам кој, баба, дедо, 90 секунди ќе потсетам, но благодарам за тоа што споделивте како е вашето лично искуство и како родител во однос на ова прашање. Одиме сега со реклами.
Во црвена линија по рекламите повторно со вас и ќе потсетам еве кога сме веќе кај социјалните медиуми, имаме профил на Facebook, таму ја објавуваме нашата тема, па така еве и денес објавивме, а и го имаме коментарот на Кристијан Вангеловски. Напишал зошто народот го прашуват. Напразно да се меле на контактни емисии. Тоа треба да ги прашате институциите. А црвена линија секако го прашува народот, бидејќи некој мора да го праша народот, а црвена линија е емисија која што и отвара можност да се слушне какво е јавното мислење. На таков начин, кога дискутираме за проблематики кои што се врзани и директно битни за живењето на сите нас, тогаш темата станува и тој проблем од јавен карактер, што значи кога зборуваме гласно и зборуваме за нашите проблеми со народот, тогаш логично е институциите да реагираат. Така да не веруваме дека е напразно кога во контактни емисии нели го зборуваат она што требаат граѓаните, односно она што го мислат. А сега кога веќе ги прашуваме гледачите на Инстаграм, дали и вашите деца се постојано на социјалните мрежи, со да одговорија 45%, а со не одговорија 55%. Тука се одјавувам од црвена линија и ве подсетувам дека не треба да го прекинете каналот, туку да останете со мене. Јас преминувам на заврти на Телма и заедно со вас ќе го вртиме тркалото и ќе делиме награди. Се гледаме за многу кратко.